Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада, а во нив ќе гледате. Националниот парк Шарпланина во соработка со планинарските друштва организира акции за чистење, но потребен е механизам за редовно подигање на отпадот. Годишен гостиварец во семејната куќа физички ја нападнал неговата мајка. Во Тетовско Блаце утре ќе се прослави празникот Свети Константин и Елена. Во неделата пак ќе биде одбележан празникот Света Тројца. Отпад низ излетничките места на Шарпланина, диви депонии во атарот на населените места. Националниот парк во соработка со планинарските друштва и здруженија во неколку наврати организира еколошки акции, но тоа не е доволно. Потребен е механизам за редовно подигање на отпадот од општините, во чија територија спаѓаат и шарпланинските села. И по прогласувањето за национален парк, проблемот со сметот на шара продолжува. Иако јавната установа која управува со паркот започна иницијатива за чистење на планината, сепак поголема загриженост предизвикува цврстиот отпад кој го има на неколку локации, како и населените места каде не се собира сметот, вели директорот Ибрахим Дехари. Посериозниот проблем е со цврстиот отпад на неколку локации што го има, секако во минатата година, значи, Министерството животна средина имаше акција или спроведе и собра неколку тони таков отпад, цврст и друг отпад, но ситуацијата продолжува со некои локации кај што не се собира редовно отпад. А тоа е секако ние како установа, јавна установа, отворивме дискусии со општините, така што од нив бараме да се спроведе редовно собирање на отпадот од селата кај што не се собира. Ето конкретно, од тетовските села не се собира отпад во село Џермо, во село Вејце, во село Бродец, во село Бозовце и Вешала. Тамо никогаш не оди никакво возило да си зема отпадот. Мене ми е срам да одам кај тие граѓани тамо и да им речем не фрлајте отпад, оти немат кај да го однесат. Некој може има можност да си зема во багажник свој, ако има кола, ќе го донесе во градот со вречите. Некој нема тоа можност, така што нема кај да го остави. И затоа ми е срам, или да вземаме некоја друга активност, како што е брошури или такво нешто, за да им речеме не фрлајте. Треба да го решиме ова институционално со општините, отпосле да бараме нешто друго. Излетничките места се полни со отпад, алармираат планинарските клубови кои учествуваат во акциите за чистење. Интересно што на планинарските патеки на Шарпланина нема голем отпад, а најголемиот отпад може да се сретне на самите излетнички места. Ќе ги спомнам: Лешница, Сидол, Триводи, места каде што се пристапни со возила, со теренски возила, доаѓаат луѓе и свеста на тие луѓе е до тоа ниво што отпадот го оставаат тука. Националниот парк Шарпланина во последниве месец дена организира секој викенд настани. Планинарските друштва од Тетово и од Гостивар се сите вклучени во овие настани. Ние видовме и гледаме цел време дека по патеките ние собравме дел од отпадот, но тој отпад е многу малку за разлика од што го имаме во населените места и на оние излетнички места. Од установата велат дека ќе бидат упорни во разговорите со општините за решавање на проблемот, од каде добиле одговор дека ќе ги внесат планинските села во системот за собирање, додека до посетителите апелираат својот отпад да го понесат со себе. Мала машина во срцето приклучена на батерија или живот на батерии. Вака Боре Минов, член на Сдруженијето Храбро срце, во видеоразговор за Мија го опишува животот на повеќе од 30 пациенти со механичка потпора на срцето. Најмалиот пациент е неколку месечно бебе. Животот на
еден пациент пред и после се разликува за 360 степени начинот на живење, па и на фамилијата, не само на пациентот. Значи, тоа не е едноставен начин на живење, тоа е живот на батерии. Значи, пациентот е приклучен нон-стоп на батерии и зависи од таа потпора како натаму неговиот живот ќе продолжи. Денеска може би сме од едната страна, но веќе следниот ден можеме да бидеме и ние баратели на срце. И затоа мораме да ја подигнеме таа свест. Покрај нас, невладените организации и граѓанските здруженија, голема улога, ми се чини најголема, има државните институции кои се задолжени за тоа. Последните неколку години со трансплантацијата на срцето, веќе имаме десетина трансплантации, е голем, огромен чекор и напредок во Македонија. Но за да ние целта е да ние бидеме член на Евротрансплант зоната, а таа има своји услови, предуслови за да ние стигнеме да бидеме членка. Еден од предусловите е колку трансплантации се прават годишно по глава на жител и некои други за кои ние и доволно не знаеме, али знаат државниот координатор и екипата која го работи тоа знаат добро и нашиот пат напрема кој треба да патуваме е Евротрансплант зоната. Во продолжение ви ги пренесуваме информациите од најновиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, го лишиле од слобода 28-годишниот гостиварец Д.Н., кој претходно бил пријавен од неговата 49-годишна мајка, дека во семејната куќа физички ја нападнал. Тој е задржан во полициска станица за расчистување и документирање на случајот. Полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, вчера околу 9 часот и 50 минути по распишана потрага и со судска наредба во Гостивар го привеле 60-годишниот ЛФ од Гостиварско Форино за издржување мерка притвор. Набргу по приведувањето ЛФ, кој бил во бегство неколку месеци, спроведен е во казнено-поправната установа затвор Скопје во Скопје. Вчера вечер околу 21 часот и 45 минути пред угостителски објект на улица Кеј Вардар во Гостивар, полициски службеници на СВР Тетово, Оделение за внатрешни работи Гостивар, го привеле 32-годишниот гостиварец А.И., кој се однесувал агресивно кон нив додека преземале службени дејствија. По целосно документирање на случајот против А.И. ќе следува поднесок. 54 годишен гостиварец вчера во СВР Тетово пријавил дека на улица Гоце Делчо во Гостивар бил каснат од куќе скитник. Вчера вечер околу 23 часот и 55 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово го лишиле од слобода 18-годишниот СР од Гостиварски Добридол. При преглед на СР му била пронајдена и одземена марихуана, пошто бил задржан во полициската станица Тетово за натамошна постапка. Полициски службеници на СВР Тетово ноќеска околу 1 часот и 20 минути на улица Благојатовска во Тетово го лишиле од слобода 23-годишниот тетовец МЦ, затоа што кај него била пронајдена и одземена бела прашкаста материја. Тој бил задржан во полициската станица Тетово и по целосно документирање на случајот ќе му биде изготвен поднесок. Отворен кабинет е новиот проект на Министерството за внатрешни работи кој ќе започне со реализација на 5 јуни, а со неделна динамика ќе трае во наредните 2 месеци. Кабинетот ќе посети повеќе градови за непосредната комуникација со граѓаните. Почитувани граѓани, Отворен кабинет е новиот проект на Министерството за внатрешни работи во рамки на утврдениот концепт МВР за граѓаните, кој ќе започне со реализација на 5 јуни, а со неделна динамика ќе трае во наредните 2 месеца. Ако имате прашање за министерот, идеја која сметате дека ќе подобри безбедноста или предлог за подобрување на севкупното работење на полицијата, а при тоа досега не сте можеле да ја презентирате во неговиот кабинет во Министерството за внатрешни работи, затоа кабинетот на министерот Спасовски на еден ден ќе дојде кај вас во секторот за внатрешни работи кој го покрива подрачјето во кое што живеете.
Значи, наместо во Скопје, еден ден ќе биде во Штип, друг во Куманово, па Струмица или Охрид, Битола или некој друг град, затоа што непосредната комуникација со граѓаните е неопходна за секое прашање, предлог или проблем, а безбедноста е врвен заеднички приоритет. Секој вторник ќе имате известување каде ќе се сели кабинетот во идната недела. А ваше е на телефонскиот број 072-33-3185 или на електронската адреса mvraјавност@moi.gov.mk да закажете термин за средба со министерот Спасовски за потребите кои ги имате. Ги очекуваме граѓаните од ова подрачје во текот на оваа недела, телефонски или електронски, да си закажат термин за средба со министерот, а неговиот тим ќе ве пречека и ќе ви овозможи и вашето мислење да добие на значење, да се чувствувате како дел од процесот на креирање политики во врска со безбедноста која не засега сите нас. Да покажеме заеднички дека помина времето кога МВР беше затворена институција. Да докажеме уште еднаш дека полицијата е во служба на граѓаните и мислењето на секој граѓанин вреди. Предстојнава сабота во Титовско Блаце по повод празникот Свети Константин и Елена во истоимената црква во селото ќе се одржи света литургија и режење на кумските колачи. Потоа за присутните верници ќе следи ручек и музика. Во неделата пак во селото со литургија, одредување на нови кумови и општонародна веселба ќе биде одбележан и празникот Света Тројца. Па по повод празниците имаме два празника, се случува и ова по неколку години да паднат еден до друг. Годинава исто, во саботата е Свети Константин и Елена, ние ја имаме истиот манастир и го имаме манастирот Свети Тројца духовден. Затоа ние ќе дадеме се од себе за да биде убаво во двата дена. Во саботата во манастирот Свети Константин и Елена ќе се почне со свечената литургија во 12 часот, пошто е во исти ден и задушница и е презафатен нашиот протареј Ненад Ѓорѓевски. После 12 часот ќе се одреди новиот кум, следува ручек за сите присутни кои се тој ден кај нас. И потоа имаме на добра забава, со добра и весела музика, со маестро Робертино. И во неделата, исто така, со почеток во 8 часот, ќе почнеме со сите подготовки за Свети Тројца, за нашиот познат манастир Самовилска вода, кој е далеку прочуен и посетен во текот на целата година. Почнуваме, во 8 часот, литургијата ќе почне во 9 часот, кумовите ќе пристигнат, потоа се одредуваат нови кумови, имаме ручек обезбедено за сите присутни, исто така и на Свети Тројца. И после тоа имаме исто забава со мегабенд и познатата наша певачка Елена Јовчевска. Денес времето во Полог сончево и топло со умерена облачност, попладне можни услови за дожд, грмежи и засилен ветер. Викендов пак не очекува врнежливо време со максимални температури до 25 степени. Сончево и топло со мала до умерена облачност, во попладнивните часови наместа ќе биде нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално во форма на краткотрајно невреме со силен ветер и услови за изолирана појава на град. Максималната температура ќе достигне до 26 степени. За време на викендот од пладнивните часови на повеќе места ќе биде нестабилно со појава на локално невреме и поинтензивни процеси во вид на интензивен пороен дожд, грмежи, силен ветер и изолирана појава на град. Во Полошкиот регион минималната температура ќе се спушти до 13, а максималната ќе достигне до 25 степени.
Почитувани гледачи, тоа беше се за ова издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!